Благодарам, колега Джафери. Почитувани колеги, колешке Митковска, рековте дека пред фактите и боговите молчат. Кажавте десетина факти кои покажуваат виден напредок на јавно-обвинителската служба во Република Македонија, зашто сигурно голем придонес има јавниот обвинител на Република Македонија господинот Марко Зврлески. Тоа сигурно е така, затоа што рековме пред фактите и боговите молчат. Јас ќе го цитирам и заменик министерот што кажа, за да можеме да дојдеме до едно решение што ќе значи иднина, добра иднина за сите граѓани на Република Македонија и прифатливо решение за сите граѓани на Република Македонија. Еве што кажа заменик министерот. Владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, како основна цел пред себе ја постави задачата за враќање на довербата во правната држава и владење на правото. Како сега да ја вратиме довербата кај граѓаните? Во граѓаните спаѓаат и оние граѓани кои гласале и за ВМРО ДПМН, и за другите партии од коалицијата за подобра Македонија, и за другите партии што постојат во Република Македонија. Како да ја вратиме довербата? Јас сум сигурен дека е многу подобро и поприфатливо најпрво да изгласаме нов закон за избор на јавен обвинител на Република Македонија, каде основа ќе биде законот предложен од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Ако имаат колегите од Социјалдемократскиот сојуз нивни сугестии, нивни укажувања за подобрување на овој закон, да го прифатиме тој закон и да избереме јавен обвинител на Република Македонија со двотретинско мнозинство или, ако може, и со консензус, затоа што тоа ќе значи доверба во правната држава во Република Македонија. Само тогаш сите граѓани на Република Македонија ќе бидат сигурни дека во Македонија владее правната држава. А ако само го смениме персонално Марко Зврлески и ставиме друга личност, сепак недовербата ќе остане онака како што беше и досега. До тогаш, додека тоа го направиме, добро е да поразговараме за стратегијата за згрижување и населување на мигранти и бегалци, што е многу поважна за сите граѓани на Република Македонија, отколку да разговараме само за една личност, што сигурно на неколку луѓе им значи нешто, но на сите граѓани на Република Македонија многу повеќе им значи оваа тема за која сега зборувам. Благодарам.